Преку коментарите на Макс Струмица, со победа ја започнаа плейоф пресметката за освојување на шампионската титула. На свој терен совладана екипата на Работнички од Скопје. Ова е прва победа на струмичките рисови во оваа надпреварувачка сезона, што дава дополнителна мотивација да се поправи впечатокот по лошите настапи во СЕХА лигата и квалификациите од ЕХФ купот. Цело време ние бевме во водство 3 до 4 па и 5 разлика. На крајот ова и на прво време ни се повреди нас клучниот играч Милан Левов. Ставивме едно младо дете, Нако Васка, кој има само 15 години. Детето промаши 3 зицери, али јас не му замерувам. Влезе во игра, влезе во борба, на крајот даде добар гол. Ние очекувавме да тешок натпревар, анализиравме играта на Работнички, како што видите на крајот и заслужено мислам дека победите. Па заслужена победа на Струмица. Сигурно дека тоа е квалитет што го имаше во играњето во СЕХА лига. Денес играме стварно лошо, многу лошо второ полувреме и некаде до половината на лошо прво и некаде до половината на второ. Дојдовме во ситуација да стигнеме и до егал, промачивме пенал и на крај заслужено си победи Струмица. Според прикажената игри останатите резултати од првото коло од плейоф пресметката, Макс Струмица оваа сезона има реални шанси да го освои третото место, веднаш зад Вардар и Металург. Тоа ќе биде хендикеп. Знаете, ние плейоф играме, секој натпревар ќе ни е тежок. Ние има 6 искусни играчи, тие додека ни треба некој млад ќе офрлиме, како што знаете, ние се бориме тоа трето, четврто место, али секој натпревар за нас е како квалификација и мора и да го добиеме. Па добро, нели Охрид со некои најголеми амбиции, не знам Струмица, Прилеп, ние ќе видиме, нели. Добро е што ние вака завршиме, се надам дека дома можеме да победиме малку со поголема разлика. Се надам дека другите екипи што се директни конкуренти на Струмица ќе изгубат тука и тоа е тоа. Следното коло струмичките рисови играат со Прилеп. Дуелот се игра во среда во спортската сала Парк.